Една жртва зеде синокешниот потрес со интензитет од 5,7 степени според Рихтеровата скала, што ја погоди Босна и Херцеговина. Првиот потрес беше регистриран 7 минути по 23 часот со епицентар во близина на градот Столац, а по него следуваа на 30 послаби земјотреси. Столац е најтешко погодениот град. Оттаму единствената жртва во земјотресот, 28-годишната девојка, која загинала кога врз семејната куќа паднала карпа која се одвоила од блиската планинска падина. Полесно повредени се најмалку уште 10 лица. Има оштетување на куќи и згради, особено во Херцеговина, каде беше регистриран најсилниот удар. На повеќе патишта во близина на Столац има одрони и издадено е предупредување за внимателност на возачите. По првиот потрес, локалните жители во паника излегоа на улиците и ноќте ја поминаа надвор од своите домови. Bila sam legla i kad je počelo da trese, to je katastrofa. Bio je unučad sa mnom i svim. Uglavnom mi smo izletili, kod nas nije nikakve štete bilo jer je to i nova zgrada, malo nešto popucalo. Nervoza, evo nas, sad smo u autu. Strašno je bilo. Mislim, misliš da se brdo srušilo na kuću i tako da, znali smo da je kamen sigurno, da se osjetilo kamenje kako pada i tako, ali nismo toliko pratili zemljotres koliko smo kamen. Ićemo iz kuće, nećemo ostati. Kad smo počeli zikati jedne druge, tada smo čuli da ima dosta materijalne štete, konkretno u našoj mahali, i da je stijena pala u komšiluku na jednu kuću. Од здравствениот дом во Столац потврдија дека повеќе лица се примени со полесни повреди, а едно лице потешко повредено е префрлено во болницата во Мостар. Mi smo večeras ovdje došli 4 tima hitne, da spremni smo za ako bude još nešto potrebno. Ono što znamo na terenu da ima manjih odrona, nekih manjih oštećenja fasada i plačarda u kućama. Штетите допрва ќе се утврдуваат, а синоќа во изјава за медиумите градоначалникот на Столац Степјан Бошковиќ повика на помош за оние на кои им е најпотребна. Серијата земјотреси беа почувствувани во цела Босна и Херцеговина, но исто така и во Хрватска и незиното јужно приморје, во Црна Гора, во Србија, Албанија и Македонија, во Скопје, Тетово и Гостивар. Потресот беше почувствуван со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала.